Tačno ke ja sakam, postaja svoja, Skopje kaže mi. Muzej na grad Skopje, stara železnička stanica, opština Centar. Muzejот е сместен во адаптираниот дел од старата железничка станица која делумно била разурната во скопскиот земјотрес од 1963-та. 1/3 од зградата која останала релативно зачувана. Денес е во функција на музеот кој располага. Од тогаш до денес како комплексен музеј тој ја поврзува дејноста на подрачјето на археологијата, историјата, етнологијата, историјата на уметност во регионот на градот Скопје. Освен системските истражувања, прибирање, средување, заштита и чување, музеот врши стручна обработка и научно проучување на музејскиот материјал, како и негова јавна презентација преку тематски проекти и изложби како во земјата, така и во странство. Музеот поседува фонд од 21.950 музејски предмети распоредени во 4 одделенија: археологија, историја, етнологија и историја на уметност. Во фундусот на музеот влегува донацијата од 182 фотографии на доајенот на македонската уметничка фотографија Благоја Дрнков и донацијата на јапонската графика укијое. Во 1991-та Љубомир Белогаски му подари на музеот на град Скопје 159 дела, претежно акварели. Прошетката низ минатото е постојана поставка во музеот која го опфаќа периодот од праисторијата до почетокот на 20 век за Скопје со неговата околина. Спомен куќа на мајка Тереза, улица Македонија, општина Центар. Локацијата на самиот објект не е случајно избрана. Имено на ова место до земјотресот во 1963-та се наоѓала католичката црква Пресвето срце Исусово, во која мајка Тереза, тогаш Гонџа Бојаџију, била крстена само еден ден по своето раѓање. Во оваа црква таа ја примила првата причест. Тука го наоѓала духовниот мир, кога после смртта на таткото, семејството Бојаџију западнало во тешка финансиска ситуација. На еден начин самата локација представува еден символичен мост помеѓу младата скопјанка Гонџа и една од најголемите хуманитарки во светски рамки, мајка Тереза. Во текот на својот живот, мајка Тереза за својата хуманитарна работа има добиено повеќе од 700 награди и се смета за најнаградуваната личност на 20 век. Папата Јован Павле II во 1999 година ја започнува диоцеската фаза од процесот за беатификација и канонизација на мајка Тереза. На 19 октомври 2003 папата Јован Павле II ја прогласува мајка Тереза за блажена. На 17 декември 2015 папата Фрањо го одобрува второто чудо потребно за мајка Тереза да биде прогласена за светица. Мајка Тереза е канонизирана на 4 септември 2016 еден ден пред годишнината од незината смрт. Спомен куќата се состои од приземје и кат, представувајќи во исто време споменик, изложба, отворена порта и храм. Мајка Тереза е најпознатата скопјанка и единствената нобеловка од Македонија. Мајка Тереза е прогласена за почесен граѓанин на незиниот роден град Скопје, кој од своето заминување во хуманитарна мисија за помош на гладните и осамените го посетила 4 пати: во 1970-та, 1978-та, 1980-та и 1986 година. Во 1970-та, мајка Тереза на Скопје, таа се среќава со бискупот Хербут и го посетува Црвениот крст на Македонија. Во 1978 на 27 март, втора посета на мајка Тереза на Скопје,
која предизвикува голем медиумски интерес за тоа што веќе била позната низ целиот свет. Во 1980-та на 27 јуни се случува третата посета на мајка Тереза на Скопје. Градоначалникот Методи Антов ја прогласува за почесен граѓанин на Скопје. Во 1986-та на 19 септември е последната посета на мајка Тереза на Скопје. Се среќава со бискупот Хербут и обезбедува седиште на мисијата во Кисела вода. Moje Skopje, grad moj ljubav bliže, što mi rasute sni. Večno